Денешната тема ја посветуваме на трудниците. Ќе зборуваме за инфекциите во текот на бременоста, но и како безбедно да се помине бременоста во топлиот летен период кој што веќе почна, иако времето сега малку е променливо, но и овие променливи температурни разлики, променливиот воздушен притисок, сето тоа влијае на сите нас, а посебно и на трудниците. Ќе добијат корисни совети во поглед на сето она што ги интересира, како подобро, полесно да се помине бременоста, но и конкретно ставајќи акцент на инфекциите во текот на бременоста, кои се најчестите, каква е нивната поделба, на кој посебно треба да се внимава, што е она што гинеколозите го препорачуваат во тој поглед, кои се симптомите, како се диагностицираат, како се лекуваат и зошто е важно навреме да бидат откриени, лекувани и третирани за да не доведат до одредени компликации и кај мајката и кај плодот. Токму за оваа тема денеска во визита на оваа тема разговараме со доктор Јордан Чуиванов, специјалист гинеколог акушер од клиничката болница Аџибадем Систина, кој веќе ни е дојден на визита. Добар ден и добре ни дојдовте. Добар ден. Поздрав до сите гледачи на Канал 5 телевизија и до целата екипа на Канал 5. Така. Бременоста е еден навистина убав период за секоја трудница и целта на секоја трудница е убаво, полесно и безбедно да се помине бременоста. Еден од проблемите кои што може да се појават се инфекциите. Ќе почнеме денешната тема и денешниот разговор токму со инфекциите во бременоста. Што ги предизвикува и кои се најчести? Така, значи инфекциите во бременоста, најчестите инфекции кои што се јавуваат се уринарните инфекции, цервиковагиналните инфекции, инфекциите од групата на ТОРЧ вируси кои што може да наштетат и на мајката и на плодот. Некои од инфекциите во текот на бременоста, значи може да поминат незабележано, додека некои поминуваат со специфични симптоми. Меѓутоа најбитно од се е нивното рано диагностицирање и лекувањето на овие инфекции, бидејќи може да наштетат како на мајката, така и на плодот. Ги спомнавме, значи, најчестите инфекции, тоа се уринарните инфекции, цервиковагиналните инфекции кои што настануваат во текот на бременоста и торч инфекциите. Јас би почнал со уринарните инфекции, да кажеме. Инфекции кои што се присутни кај младата жена, кај возрастната жена, но во текот на бременоста, така се многу поизразени. Поизразени и полесно се јавуваат. Сето тоа се јавува поради специфичната состојба во која што се наоѓа жената во текот на бременоста. Значи настануваат одредени хормонални промени во организмот на жената, физички промени, олабавување на мазната мускулатура на жената, понатаму притисокот кој што го прави плодот на околните органи кога се развива во утробата на мајката. Сето тоа предизвикува една специфична состојба и полесно појавување на овие уринарни и вагинални инфекции, промена на имунолошкиот систем секако. Значи, уринарните инфекции зачестено се јавуваат и најчестите причинители, кои што и самите пациентки нели ги знаат, се бактериите од групата на Ешерихија коли, понатаму Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa и останатите инфекции од групата на коките, како што се стрептококите, понатаму стафилококите и така. Сите тие протекуваат со специфични симптоми кои што самата трудница може да ги забележи. И при тоа треба да се јави кај својот гинеколог, каде што ќе се направат некои испитувања. Симптомите на уринарните инфекции, значи кои што се јавуваат, се зачестено мокрење, пецкање при мокрењето, понатаму промена на изгледот на урината и на мирисот исто така на урината, може да се јави крв во урината. Сето тоа се симптоми по кои што бремената жена би требало да го посети својот гинеколог. Порано од она што е закажано како редовен преглед. Да, секако. Еднаш месечно трудницата мора да на редовните прегледи, значи ако е се нормално, се прават тие прегледи, меѓутоа доколку се јават вакви инцидентни потреби, трудницата треба веднаш да го посети својот гинеколог. Во уринарните инфекции, значи диагностицирањето, докторот ќе назначи да се направи седимент на урината, да се направи уринокултура и во зависност од добиениот резултат за причинителот на таа инфекција, ќе назначи одредена терапија, која што најчесто оди со антибиотици. И многу често овие инфекции уринарни, значи се поврзани и со цервиковагиналните инфекции, поради малата должина на уретрата, близината на перинеумот помеѓу близината на вагината и на аналната регија. Поради тоа тие почесто и се јавуваат. Лекувањето, значи, кој ќе го назначи, оди со антибиотска терапија, меѓутоа, значи, секогаш
би требало да се комбинира, обично одат заедно и со вагинална инфекција. Значи треба да се лекува и вагиналната инфекција. Така. Во кој период од бременоста најчесто се јавуваат? Има ли тука некакво правило или нема? Нема некое правило, меѓутоа, значи најдобро е трудницата доколку се припреми уште пред настанување на бременост, доколку е планирана бременост. Е планирана, така. Да се направат сите овие анализи бактериолошки, значи вагинални брисеви, цервикални брисеви да се земат, уринокултура и состојбата да се среди пред зачнувањето. Меѓутоа, сите бременности не се планирани, така да доколку се појават симптоми, значи во секој период од бременоста мора да се диагностицира точно и да се направат одредени анализи. Доколку немаме симптоми, значи некаде околу 12-та, 13-та недела се прават тие специфични микробиолошки исследувања кај трудниците. Се земаат, значи, неколку брисеви, кои што се битни и се земаат исто така и серолошки анализи за неколку останати бактерии и паразити. Значи, ова брисевите кои што се земаат, значи, во таа 12-13 недела, тука спаѓа цервикалниот бриз, вагиналниот бриз, со кои што се бараат одредени бактерии, дали се грам позитивни, дали грам негативни, и се земаат специфични брисеви за неколку бактерии, како што тоа се така наречени интрацелуларни бактерии, кои што живеат во клетките на грличот на матката, тоа се микоплазмата, уреоплазмата и хламидијата. Овие бактерии, значи последниве кои што ги спомнав, може да дадат проблеми и од типот на стерилитет. Меѓутоа, доколку се откријат во бременост, исто така може да дадат некои последици и по здравието на мајката и по здравието на плодот. Така, затоа тие треба специфично компликации или последици доколку навреме не ги откриеме. Затоа треба специфично, значи, да се третираат и во текот на бременоста се даваат одредени антибиотици кои што се дозволени. Ете така, тоа е веројатно прашање најчесто на трудниците, бидејќи знаат и самите дека нели лекови не смеат да се пијат, меѓутоа тука е неопходно нели за да се излечи. Да, покрај тоа, значи, се пропишува одреден хигиено-диететски режим, зголемен внес на течности, нели, на витамини и така натаму. Другата група, значи, на инфекции кои што се битни, кои што се испитуваат преку крвта. Трудниците тоа така го знаат. Тоа се серолошки анализи кои што се прават, тоа е така наречен торч испитување, во кои што се опфатени неколку причинители на проблеми кои што може да ги даде кај трудницата и кај новороденото. Тоа се токсоплазма гонди. Понатаму тука спаѓа рубеолата, цитомегаловирусот, херпес симплекс вирусот и останатите во кои што спаѓаат хепатит Б, хепатит С, понатаму мумпс вирусот, парво Б19 и така натаму. Има, значи, доста причинители, кои што можат да остават одредени последици, значи, и по мајката и по плодот, бидејќи дел од овие инфекции, ние можеби ќе ги офатиме подоцна поединечно секоја, значи, може да се пренесат преку циркулацијата кај плодот и покрај предизвикување на спонтани абортуси, предвремено породување, прскање предвремено наоколу плодовите овојци, што ќе доведе до предвремено породување, значи може да дадат и одредени конгенитални малформации кај плодот. Значи на многу системи, централен нервен систем, на визусот, на слухот и така натаму. А никој не го посакува тоа, значи мораме секако нели да откриеме навреме за да не иде до такви последици и компликации. Значи, во одредениот период од бременоста мора да се направат се прават и такви испитувања, да. Време е за вестите во 11 часот. Да ги слушнеме информациите од земјава и светот, а потоа ќе продолжиме и со денешната тема во визита. Ја гледате визитата на доктор Јордан Чоиванов, специјалист гинеколог акушер од клиничката болница Аџибадем Систина. Ја продолжуваме денешната тема, доктор Иванов, а сега да зборуваме за цервиковагиналните инфекции. Ги споменавме уринарните, општо што означат, зошто се јавуваат, што може да предизвикаат, сега да се фокусираме на ова. Така. Значи, цервиковагиналните инфекции се втората група на големи инфекции и едни од најчестите инфекции кои што се јавуваат во женската популација. Значи, тоа е од јувенилната возраст до сенилната возраст, фактички. Меѓутоа, најчести се во репродуктивниот период кај жената, значи периодот на адолесценцијата, сексуално активната фаза кај во животот на жената. Овие цервиковагинални инфекции, значи, се
Причините поради кои што се јавуваат најчесто се пренесуваат нели по сексуален пат. Понатаму причини поради кои што може да се појават се почестата злоупотреба и премногу голема употреба на антибиотиците. Понатаму одредени системски заболувања кои што водат до намален имунитет, со самото тоа, со паѓање на имунитетот се појавуваат и овие инфекции. Диабетес или шеќер кај пациентите кои што имаат исто така многу се почести него кај останатата популација. Овие инфекции се многу битни, значи за здравјето на жената, како што рековме, бидејќи некои од нив водат до стерилитет, значи неможност за забременување. Останатите, доколку се појават во текот на бременоста, може да доведат до спонтан абортус и претходно спомнавме до прскање на околу плодовите овојци, стекување на околу плодовата вода, добивање на контракции, предвремено породување кај жената. Некои од нив исто така, значи се пренесуваат и на плодот и може да дадат инфекции кај плодот, сепса и останати компликации. Во групата на цервико-вагиналните инфекции, значи една од најчестите и најпознатата кај пациентките е секако групата на инфекции со кандида или сор, така наречен. Причинители за овие инфекции се габичките, најчесто кандида албиканс, неколку типа има кандида тропикалис, кандида галабрата. Специфични се симптомите, значи, на кандидата, таа спаѓа во групата на најчестите, да речеме околу 70% од сите вагинални, цервико-вагинални инфекции. Затоа и најмногу ја знаеме и најчесто е споменувана. Најчесто е споменувана, секако. Дава еден млечно-бел исцедок или сгручен сирест исцедок, пропратен со црвенило, со чешање. Тоа се симптомите, значи, на кандидата, со една непријатност, понатаму дизурични тегоби и поради тоа најчесто пациентките се јавуваат кај својот гинеколог. Лекувањето на кандидиалните инфекции оди, значи, со антимикотична терапија. Има повеќе препарати, нели, познати, кои што нема да ги спомнеме. Да. Понатаму оди, значи, исто така со еден пропишан хигиено-диететски режим, значи со намален внес на шеќери, зголемен внес на витамини во функција на подобрување на имунитетот кај жената и нивно спречување за натамошно појавување. Се земаат специфични, значи, брисеви за кандида и доколку се докаже, третманот оди со антимикотиците и потоа секогаш третманот би требало да се настави со природни, значи пробиотици, со така наречени лактобацили. Значи, лактобацилите всушност се нормално присутни во нормалната флора кај вагината на жената, многу се битни. И кога ќе се наруши нормалната флора, тие фактички исчезнуваат, доаѓаат бактериите на нивното место. Лактобацилите ја одржуваат природната пеха средина во вагината кај жената, што не дозволува, значи тоа е киселкаста средина, што не дозволува развој на другите бактерии. Секогаш кога ќе се намали киселоста, на нивно место се вгнездуваат, значи, габичките, бактериите и понатаму настануваат инфекциите. Како велат, една бактерија па на неа ќе се накалеми некоја друга, трета, да, малку се поупорни и покомплицирани. Значи, може да бидат и од кандида и од бактериски инфекции и така натаму. Следната група, значи голема група на инфекции, тоа се бактериските вагинози. Во оваа група меѓу најчести предизвикувачи спаѓа една бактерија, така наречена Gardnerella vaginalis. Исто така тука спаѓа, значи, сите оние кои претходно ги спомнавме кај уринарните инфекции, значи колинформните бактерии, Escherichia coli, грам негативни останати и исто така грам позитивни стрептококи, стафилококи. Понатаму тука исто така можеме да ги спомнеме, значи, интрацелуларните бактерии, тоа се оние бактерии кои што исто претходно ги споменавме, микоплазма, уреоплазма и хламидија. И една исто така многу специфична инфекција, која што поголемиот дел од пациентите нели ја знаат, тоа е инфекцијата со Trichomonas vaginalis. Тоа е еден паразит кој што исто така, значи, може да се развие, сексуално пренослив е. Исто така може да се пренесе преку нечист веш, недоволна хигиена и така, и бара специфично лекување, значи, на двата партнери. Претежно и сите, повеќето од бактериските инфекции, значи, бараат проверка и испитување и лекување и кај двата партнери. Кога се спроведува терапија, се спроведува кај двата партнери. Така.
Значи ги споменавме ова габичните инфекции, бактериските. Друга група, значи поголема, исто така е групата на вирусни инфекции. Значи во групата на вирусни инфекции спаѓаат херпес симплекс вирусот. Има два типа. Значи херпес симплекс 2 типот е оној гениталниот херпес кој што се пренесува, кој што оди со така поизразени симптоми, општи и локални. Може да даде температура, треска и локално дава појава на везикули, меурчиња кои што прскаат и оштетување на кожата, значи во генитоаналната регија, кои што дават многу непријатно чувство. Лекувањето, значи, на херпес вирусот оди со, бидејќи е вирус, не може да додат антибиотици, да оди со виростатици, лекови и со аналгетици, бидејќи дава една така неподнослива болка. Доколку се јави во текот на бременоста, значи може и тогаш да се јави, потребен е исто овој специфичен третман и предострожност, значи бидејќи може да даде некој оштетување и кај плодот. Така. Значи на централниот посебна внимателност во текот на бременоста. Многу инфекции, многу групи на инфекции, така треба да се настојуваме, да се внимава, да се заштитиме доколку не барем навреме да бидат откриени, навреме лекувани и третирани. Значи ова се така поспецифичните инфекции. Јас би спомнал и некои што помалку ги разгледуваат пациентите, меѓутоа ние исто така треба да внимаваме секогаш на тие инфекции. Да, гинеколозите ги имаат во предвид сите тие работи секогаш, така, да. Значи, исто така многу модерна инфекција, денеска е HPV инфекцијата со HPV вирусите, кои што ги предизвикуваат оние цервикални интраепителни неоплазии, значи преканцерози и канцерози понатаму на грлото на матката. Има преку 150 типа на тие HPV вируси, од кои што некои се многу патогени и водат до рак на грлото на матката. Останатите дават по-неспецифични симптоми, значи тие што не се толку патогени со појава на кондиломи и цервикални интраепителни неоплазии. Исто HPV вирусот, значи се испитува со земање на бриза HPV типизација и промените се следат исто така со пап тестовите, бидејќи пап тестот е тој што ќе покаже дали вирусот направил промена на грличот на матката и докаде е таа промена. Во зависност од степенот на промената, може да оди соодветна терапија или пак доколку се развија некоја понапредната фаза на цервикална интраепителна неоплазија, се прават и одредени интервенции каде што се отстранува дел на грличот на матката или доколку се развија рак, па на крај оди сето тоа со отстранување на комплетно гениталијата. Да. Превенцијата би била редовните прегледи, нели, кај секоја млада жена, кај секоја припадничка на понежниот пол, а веќе во бременоста се знае оние и редовни контроли што се прават. Да, во текот на бременоста околу пап тестот, значи доколку пациентката има добар пап тест пред бременоста, обично не земаме, меѓутоа доколку имало некоја промена на грличот на матката, индицирано и во текот на бременоста да се следи исто така покрај другите брисеви и со пап тест. Така. Да ги слушнеме сега гледачите. Ќе продолжиме понатаму со нашата тема, да видиме кои се нивните прашања, па да го добијат советот токму од докторот што денеска не е на визита. Добар ден, повеете. Ало? Да, ве слушаме. Добар ден, ме слушате? Да, ве слушаме. Тука се јавува една загрижена баба. Се работи за машко дете, никако да го излечиме од ешерихија коли во носито, во грлото, со години се лечи, никако да се излечи. Дали ќе може докторот нешто да ми каже? Па јас ќе пробам, не е тоа мојата област. Ајде, совет и препорака, барем, малку да ја смириме бабата. Да. Така, значи ешерихија коли покрај вагиналните инфекции, уринарните инфекции, знае исто така да даде инфекции на дигестивниот тракт, на респираторниот тракт. Многу е упорна, има многу соеви на ешерихија коли кои што стануваат се порезистентни на антибиотици. Така да, покрај лекувањето со антибиотици, кое што е специфично индицирано после зимање на брисеве кај детево, на грло, секогаш треба да биде пропратено следно со терапија за имуностимулација. Значи, да се подигне имунитетот, за да може да се избори со самата бактерија. Постојат, значи, некои соеви на ешерихија коли за кои што е направена како вакцина во капсули. Меѓутоа, тие кај нас ги нема на пазарот.
Значи, со што се стимулира организмот да ствара имунитет спрема самата бактерија. Јас знам дека од Швајцарија многу луѓе ги нарачуваат, кај нас немам слушнато дека има такви препарати, со што се зајакнува имунитетот и организмот сам се изборува против ешерихија коли. Многу е упорна, значи покрај респираторни инфекции кај деца дава, значи многу е упорна кај нашите инфекции гинеколошки уринарни. Секогаш имаме проблем. Обично после тоа обавезно се препорачуваме зголемен внес, значи на чаеви течности кои што делуваат на самата бактерија. Чајот од брусница. Брусницата така најмногу ја препорачуваат. Да, мислам ја инхибира едноставно да се развива, така да ние обавезно го препорачуваме после терапијата со антибиотик да се продолжи со... Така. Јас верувам дека и постојано се во контакти со лекарот, нели, кој што ја пропишува терапијата. Педијатар. Да, најтешко е кога знаете детенцето има некаков проблем, па и родителите и бабите и дедовците се секогаш најзагрижени, но да бидат упорни, еве како што рековте вие, зајакнувањето на имунитетот е нешто што прво веројатно треба да се направи. Така. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден. Поздрав до водителката и до докторот. Ви благодариме. Се јавуваме да прашаме го докторот со инфекцијата на возраст од 44 години. Вака не знам како да постапам, пошто имам обилно крварење. По 3 месеци ја немам редовно менструацијата. Потоа кога ќе ми дојде по 1 месец ја имам, дури крвта ми заслабна. И сега одев кај лекарите, ми кажуваат дека треба да се направи некоја керетажа, да се преземе некој материјал од грлата на матката. Али јас имам висок шеќер и тука не смеа да се нафатат, бидејќи од Куманово се јавуваме. Ме праќаат за Скопје, па ме интересира како можам да стапам до контакт до докторот и сакам да направам еден преглед до кај него. Добро. Ви благодариме за јавувањето. Добро, ќе се јават во клиничката болница Систина. Јас да објаснам околу ситуацијата само. Значи, возраста на пациентката, како што разбрав, е 44 години. Значи, тоа е возраста кога веќе постои опасност од појава на некој карцином, ендометриалниот карцином. Поради тоа и е советувана исто, значи, керетажа да се направи, бидејќи долготрајни се крварењата. Керетажа треба да се направи во овој случај, како дијагностичка метода, за да се види што ќе испадне од самата керетажа. Патохистолошка анализа ќе се направи и ќе се дадат одредени препораки на пациентката. Ако е хормонско крварењето, ќе се каже што треба да прима. Ако е поголем проблемот, значи ќе се индицира операција кај пациентката. Да. Подолг период трае ова, така? Повеќе од 3 месеци, како што споменали. Секој продолжено крварење, посебно на оваа возраст, мора да биде сериозно сватено и лекарите и препорачале. Јас мислам дека дијабетот не е некоја индикација за да не се направи керетажата. Секако они сакаат во некоја поголема институција, веројатно во Куманово има страв, затоа ја пропраќаат во Скопје и тоа ќе се направи, значи. Дали кај нас, дали во некоја друга поголема клиника, не е проблем. Но важно е проблемот да биде решен. Не сме ова да продолжи понатаму вака. Не сме. Значи, керетажа секако индицирана. Пациентката може, пример, ако е расположена, утре да се јави. Јас сум втора смена во болницата. Нека дојде, ќе видиме во што е проблем. Така. Ќе се направи преглед, па потоа ќе се знае што прво преглед и после тоа како да се продолжи. Ќе се договориме за тоа. Добро. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден. Добар ден. Поздрав за докторот. Ви благодариме. Повелете со прашањето. Имам конкретно прашање за вашата денешна тема. Ете така. Добро. Вака, значи јас сум трудница во 11-та недела од бременоста. Во 7-та недела од бременоста, значи се појавува класична клиничка слика на херпес зостер. Значи еднострано исфрлање со отечени лимфни железди, значи зафатен дерматом во пределот на аурикулата, аголот од мандибулата и косматиот дел од вратот. Притоа мајка ми кажува дека имам прележана овча сипаница. Сега земена е крв за варичела зостер вирус имуноглобулин Г. Покажува покаченост 4,96. Сега земено е за имуноглобулин М и тој покажува покаченост 12,9. Што ќе ми каже докторот за ова? Така.
Советот ќе го слушнете веднаш. Ви благодарам за јавувањето. Така, значи ова состојбата околу варичела зостарот кај пациентката, значи она предходно има прележано сигурно и тоа е еден вирус кој што се вгнездува во нервите при секој намален состојба на намален имунитет, значи може да се активира и да даде такви промени по кожата и пропратени со многу јаки болки. Специфично е значи тоа што пациентката е во рана фаза на бременост, каде што ние не можеме да употребуваме некои лекови, значи обично до 12-та недела трае органогенезата. Имуноглобулините гени покажува дека се работи за стара инфекција која што не би требало да не плаши. Меѓутоа, она кажува дека има и покачени имуноглобулини М, што значи дека болеста е активна во свежа фаза, што не од едно со друго. Мислам дека треба да се повтори во друга лабораторија, да се направат имуноглобулините М и имуноглобулините Г и да се види што понатаму со пациентката. Значи, воопште една референтна лабораторија да се направат. Потребно, нели, еднаш се направило испитувањето, па после извесен период уште еднаш за да се види каква е. Значи, во различна лабораторија, затоа што понекогаш може да се работи за лабораториски грешки. Така. Така да секогаш кога имаме лекување ќе се продолжи понатаму во текот на бременоста. Значи тука немаме некое специфично лекување, бидејќи тоа оди со витамини и со аналгетици обично. И следење на состојбата. И следење на состојбата, меѓутоа бидејќи е во рана фаза системски не може да се употреби било кој лек, органогенезата трае, значи само локално нешто би можело да се употреби. Меѓутоа во секој случај мора прво да направи уште еднаш тестирање на имуноглобулини М и имуноглобулините Г. Да се разјасни дали е стара инфекција или е тоа свежа. Ако е свежа, третманот и советите се сосема други. Така, добро. Врз основа на тоа што ќе се добие како резултат, ќе се знае што понатаму. Добар ден за следниот гледач. Повелете. Добар ден. Голем поздрав до вас и до докторот. Ви благодариме. Би сакала вака сега да прашам, имам 40 години, немав редовен циклус, бев кај мојата матична, ми рече дека нема уопште, значи више да имаш циклус. Пив циклопрогенова па да видиме, значи 6 месеци пијам циклопрогенова и веќе више 2 месеци, значи немам циклус. Би сакала да ми каже докторот дали ќе ме остава сега на 40 години и што да превземам, што да пијам и така. Ви благодарам многу. Добро, ви благодариме и ние вам. Оставаме секогаш на гледачките која каков проблем гинеколошки има да постави прашање, да се посоветува и да се консултира со вас. Така, да. Слободно. Вака сега, значи, раната менопауза се почеста кај жените. Тоа е поради стилот на живот, поради стресовите и така натаму. Генетски исто. Многу е битно во фамилијата дали кај мајката или кај некој член од фамилијата имало менопауза порано. Според тоа што го кажува пациентката, значи, тука јас не би индицирал баш циклопрогенова, значи, основно што треба да се направи прво кај пациентката е хормонскиот статус. Според хормонскиот статус ќе се види и ултразвук. Според хормонскиот статус ќе се види функцијата на јајниците, ќе се види дали пациентката веќе влегува во менопауза или не. Исто така ултразвучниот наот е многу битен на јајчниците, па дури потоа да се индицира примена на некоја хормонска терапија. Ова вештачко одржување на пациентката во фактички за вештачки да добива на менструација поддржано од хормоните не е, мислам дека не е секогаш добро во тој период. Значи основно е да се процени дали кај жената веќе настапува менопаузата со хормонските испитувања и со ултразвукот или вака на овој начин вештачки да не се одржува. Така, значи да се направат овие испитувања. Овие испитувања, тоа се први, да. Така. Хормонски испитувања, ултразвучен преглед и потоа да и се објасни на пациентката дали она веќе дали веќе влизена во менопауза или пак можеби станува збор за нешто друго и да се знае каква терапија да се применува. Следуваат реклами во продолжение, почитувани гледачи, но останете со нас, веднаш по рекламите продолжуваме со темата во денешната визита.
Продолжува денешната визита на доктор Јордан Чоиванов, специјалист гинеколог, акушер од клиничката болница Аџибадем Систина. Инфекциите општо за нив се кажавме, јас мислам дека се опфативме, детално ни ги објаснивте буквално сите. Инфекциите сега во летниот период, ајде во овој трет дел од емисијата да се задржиме и на бременоста во лето, топлите денови и ова променливо време кое што сега го имаме. Така, значи летниот период е поспецифичен период, не само за трудниците, значи општо за целата популација. Значи тој е период на поголема раздвиженост, поголема опуштеност, период кога подолго може да се патува, па хигиената не може да се одржува онака како што треба. И поради тоа се може да се јават, значи овие инфекции кои што претходно ги наброивме, сите во зголемен број. Општо за целата популација, значи прво ќе кажеме, во периодот на летото, значи поради тие подолги патувања, неможност за одржување на хигиената како што треба, користењето на затворени системи за пливање како што се базени, езера и користењето на тампони во текот на летото, значи при менструалните циклуси. Понатаму мокрите костими за капење, кои што не се менуваат, сето тоа е една добра подлога за развој на овие цервиковагинални и уринарни инфекции. За кои не сме свесни дека може да се појават или да се развијат. Така, тоа дури... го сваќаме. Сето ова како однесување што го споменавте, не му обрнуваме големо внимание. Исто послободното однесување, значи поопуштено, посебно кај младите, нели, опуштен период. Треба да се внимава исто така на сексуалните односи, значи секогаш да бидат со заштита. Бидејќи покрај овие што ги споменавме инфекции, нели постојат и многу посериозни кои што во таков опуштен период може да се пренесат. Меѓу другите тука спаѓа и вирусот на СИДА, нели знаеме, понатаму хепатит Б, хепатит С, освен оние што претходно ги зборувавме веќе инфекции. Симптомите, значи, исто така се како оние што претходно ги наброивме, со појачан вагинален исцедок. Ако се работи за уринарна инфекција, ќе биде со зачестено мокрење, промена на бојата на мокрачата, пецкање, чешање, специфичен мирис, значи, кој што се јавува. И секако, значи, доколку се надвор од средината во која што живеат, секако ќе треба повторно да побараат помош од гинеколог или бидејќи во секоја средина каде што се оди на одмор нема секогаш гинеколог, може да се побара совети од општ лекар. За да се излечи ситуацијата во која што се нашла пациентката. Значи исто така кај трудниците, значи во текот на овие патувања, летни одмори, ризикот е многу зголем за носење на бременоста. Развојот на инфекциите исто така е многу почест. Покрај тоа, значи, не се само инфекциите, меѓутоа кај трудниците постојат и многу други ризици. Значи, предолгото задржување на сонце, исто така може да влијае на здравјето на мајката и на идното новородено. Исто така, значи, користењето на тие базени, затворени системи за пливање и така натаму, кои што не се препорачуваат во оваа фаза кај жените кои што се бремени. Значи, дали трудниците сметаат дека пливањето како начин на релаксација или начин на некаква физичка активност е добро за нив, според она и ваше искуство кое што го имате во секојдневието? Па вака, во принцип, значи, јас сум за ставот дека бремените жени не треба многу да патуваат, бидејќи компликациите кои што може да се јават се многу бројни. И во принцип јас ги советувам ако може да се стрпат едно лето да останат дома. Да, со сите активности да бидат умерени. Меѓутоа има и такви трудници кои што не ги слушаат советите на лекарите, одат на одмор. Во тој случај ги советуваме, значи, да внимаваат, да не се движат на сонце, посебно во периодот од 10 до 17 часот попладне. Доколку пливаат, да речеме, во море, задржувањето во водата да биде минимално, да биде рекреативно многу, така да не претеруваат во сите активности. Да, се да биде умерено, буквално се што се прави, бременоста си е специфична, меѓутоа не значи многу нешто поразлично, нели, да се однесуваат, не треба да се затворат дома па да седат и да се се грижат само за себе, така се да прават, но умерено. Дехидрирањето, рековте, долгото изложеност на сонце, сето тоа треба да се избегнува. Проблеми со спиењето, отоците на нозете и рацете ги има во текот на целата бременост.
бременост, ама во лето се поизразени, е нешто што ги мачи малку повеќе. Значи прво, мора да постои зголемен внес на течности секогаш во текот на летниот период, тоа се однесува на целата популација, исто така и на трудните жени. Отоците поради самата температура зголемена надворешна, почесто се јавуваат отоци на нозете. Тоа треба да биде пропратено со почести одмори, со подкренати нозе. Така во порелаксирана состојба, внесот на солите исто така ќе треба да се ограничи и квалитетна исхрана. Така. Да, со протеини. Кога веќе ја споменавте исхраната, кои се препораките и советите, па и дури и вежби во текот на бременоста и она што како препорака и најдобри совети се упатуваат кон трудниците? Така, значи околу вежбите во текот на бременоста, вака се, прво секоја трудница не може да посетува вежби, бидејќи имаме специфични бремености каде што имаме големи ризици, да речеме ниско вгнездена постелка, преносење на плодот, тие пациентки претежно треба да мируваат. Меѓутоа, најголемиот дел од трудниците, околу 90%, може да ги посетуваат овие вежби. Ние во рамките на нашата болница, Аџибадем Систина, значи сите пациентки кои што се пораѓаат кај нас имаат повеќе бенефиции во текот на водење на бременоста, меѓу кои што имаат бесплатни часови за совети за здрава бременост, понатаму бесплатни вежби, масажи се спроведуваат кај трудниците, бесплатни стоматолошки прегледи, сето тоа во текот на бременоста и покрај оние сите гинеколошки прегледи кои што ние си ги спроведуваме регуларно. Исто така, значи имаме пакети за после раѓањето, известен период кога бесплатно се следи состојбата на новороденото и на мајката, со препораки, со совети за доење, за чување на новороденото, со патронажна служба. Така, да. Сето тоа е организирано на многу високо. А тие вежби во текот на бременоста не само што ја олеснуваат и самата бременост, туку ги подготвуваат и за самиот чин на породувањето, така ќе бидат многу значајни. Кондиција кај жената и тоа е многу битно во текот на раѓањето. Така. Она да биде и физички и психички спремна. Така, треба да се заштитуваат и од вирусите и посебно во летниот период труењето, да внимаваат што внесуваат како храна. Да. Каде, како се движат и најдобро е ако може храната сами да ја припремат, бидејќи во ресторани, во хотели се јавуваат чести труења. Исто така многу познати се тие патнички проливи кои што се јавуваат од посебно некои групи на бактерии како и Шерихија коли, кои што не се соодветни за нашата средина, кои ќе заминеме во друга средина, тие се нормална флора, меѓутоа кај нас може да предизвикаат проблеми. Така. Во секој случај да бидат внимателни во секој поглед. Да ги слушнеме повторно прашањата на гледачите. Добар ден, повелете. Добар ден. Да, ве слушаме. Се јавувам од Велес. Би сакала едно прво поздрав и до сите во студиото. Така, ви благодарам. Би сакала едно прашање да поставам до докторот. Значи, имам еден проблем што го водам веќе, да речам, 2,5 години. Со првото кога останав бремена немав толку голем проблем, значи само што долг период, на второто не можев да останам бремена, да речеме 8 години, имаше период на кога се обидував, а не можев. Значи одев на секакви третмани, пиев секакви апчиња, вагиналети, многу висока седиментација, тоа да го оставам настрана, значи поминав инсеминација, лапароскопија, сите тие работи. Фала Богу, останав по природен пат бремена. Бременоста ми беше супер, значи се породив со царски рез, 3,5 кила детето беше, на моите 1,5 метро со 45 кила тежина, мислам супер се роди бебево. Сега, откако се породив, веќе 2,5 години имам проблем. Значи, тој проблем никако не можем да го решам. Прво имав многу проблем со раната. Значи, 2 години нон-стоп, сега не во ист период, него да речеме ќе се затвори раната, па после неколку месеци ќе ми се отвори, па конец ќе ми излезе. Па повторно ќе ми се затвори, па ќе фанам инфекција, стафилокока, Ешерихија коли, ќе почнам да пием антибиотици, се, нема да поминат неколку месеци, значи пак ќе ми се отвори раната, повторно, значи тоа до 2 години. Ја мислам дека тоа не е нормално, нели, до 2 години конци би спаѓа, не знам докторов да ми го каже тоа, да ми објасни. Значи во текот на бременоста немав никаква бактерија, немав никаква инфекција, освен, значи, кандида,
што мислам дека не е некој голем проблем, нели повеќето жени го имаме, но откако се породив, направив нели папа, тест, ова, она, ми рекоа дека се е во ред. Јас имам проблем, значи, со уринарни инфекции, откако се породив. Наизменично ми се појавува стафилокок ауреус и ешерихија коли. Значи, трицеф, амоксицилин, амоксиклав, панцефи, палини, значи, не знам што веќе изнапив. Тоа чаеви од увин чај, од брусница, значи, не знам колку веќе работи не испробав и никако, значи, подобрување немам. Моментално, 3 цефот, значи, го испив, ми рекоа да продолжам 10 дена со амоксиклав, нели, на 12 сата и повторно да направам пауза од 2 недели, па да направам, нели, нова уринокултура. А од бактериите, значи, никако да се излечам и никако да ги искоренам. Ве молам, ако можете, нели, некој одговор, некои други лекарства или нешто. Така, веднаш ќе слушнете. Да, ви благодарам за јавувањето. Така. Упорни тврдокрвни се појавуваат повторно, нели, за инфекциите. Рековме за ешерихија коли посебно. Значи, вака, има два проблема кај пациентката. Едниот е со раната после операцијата, другиот проблем е со инфекциите уринарни. Јас и претходно споменав, значи, уринарните инфекции кои ќе се појават, во зависност од причинителот, кога ќе се земе уринокултура, се спроведува специфична терапија. Таа терапија треба минимум 15 дена да трае, обично се оди со 2 антибиотика, еден па друг, и потоа обавезно се оди, значи, на имуностимулација, односно на зголемување на имунитетот на организмот, со внес на витамини, со редовна употреба на чаеви, кои што ги спомнавме, брусница или увин чај, исто така познати. И исто така има препарати кои што се на природна база од билки, кои што делуваат кај некои од бактериите. Значи, тоа е повеќе традиционална медицина, која што не треба да се запоставува. Јас особено така на мојот Facebook профил обично ставам природни лекови, секогаш им давам предност, нели? Меѓутоа, секако прво мора антибиотикот да помине. Терапијата која што си е пропишана и дополнително и после тоа, значи, да се оди на зајакнување на имунитетот за да повторно не се појави истата бактерија. Значи, тоа се со витамини, со природни препарати, со чаеви, с големен внес на течности, секогаш над 2 литра мора да се внесува течности на ден, за да се спречи рецидивот на уринарните инфекции. Околу второто, тоест првото прашање кај пациентката, значи, после царскиот трес, значи, имаме ситуации каде што, во зависност од конецот кој што е употребен за шиење на слоевите, значи, на абдоминалниот зид, кај многу пациентки може да се јават и реакции на одреден вид на конец, и поради тоа, како подлога тука да се развиваат такви инфекции. Значи, можно е да се работи за такво нешто, и кај пациентката подолго време траело, како што сватив сега веќе нема. Значи, завршило 2 години траело, 2,5 години се веќе поминати од операцијата. Секојаш кој ќе се јави таков проблем со раната, значи мора лекувањето повторно да оди специфично со земање на бриз, утврдување на причинителот и понатамошно лекување во договор со докторот. Така. Се мачи долго време со инфекциите, ама да се надеваме дека еден ден и сето тоа нели ќе заврши. Ешерихија коли, значи, е една од бактериите која што е многу упорна, тврдокорна, која што многу тешко се искоренува. Така да мора многу долготрајна да биде терапијата, упорноста на пациентката. Тоа е. За да се постигне ефектот на крај. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден. Да, ве слушаме. Поздрав до вас. Ви благодариме. Имам 36 години. Пред 4 години ми започна проблеми во продолжетокот на циклусот. По неколку нормални циклуси со нормална продолженост од 26 дена ми се појавуваше циклус на 17-18 дена. Веќе имам една бременост нормална на 30 години со нормален пораѓај. И сега во декември месец го проверив хормоналниот статус. Сите хормони, андрогени и тироиден статус се нормални, освен од репродуктивните хормони, фоликулостимулирачкиот хормон е повишен 21,4. Неколку месеци веќе се обидуваме да забременам, но безуспешно.
Дали е тоа можеби климакс или треба нешто друго да се прави? 36 години, така рековте? Да, да. Да, доволно ли е доктор Иванов ова или ако и треба дополнително може слободно да прашате? Вака сега, значи, ние за нормален циклус го сметаме циклусот кој што трае од 21 до 45 дена. Пациентките стално нели се во забуна, кој еднаш им трае 26 или наредниот пат 28, мислат дека има пореметување на циклусот. Значи нормалното крварење за нас месечниот циклус е од 21 ден до 45 дена. Кај пациентката е сега пократок. Значи мора да се работи за ова некој хормонски дефицит. Она кажа дека ФСХ е покачено, бидејќи се направени веќе хормоналните анализи, треба да се направи ултразвук кај пациентката, да се види да нема некои цисти на јајниците и тука е индицирана хормонска терапија неколку месеци за да се нормализира циклусот да биде во нормални периоди. И понатаму повторно ќе се направи, бидејќи кој ќе се употреби хормонска терапија, може да дојде и до паѓање на ФСХ хормонот, бидејќи се прави стоп на лачењето од хипофизата со надворешен внес на хормони. Значи, во разговор со нејзиниот матичен гинеколог треба да се даде одредена хормонска терапија која што ќе употреби неколку месеци и потоа повторно да се направат анализите кои ќе состои терапијата да се види дали ќе се нормализира циклусот. Така. Кога станува збор за доцнење на циклусот или пак некакво пореметување, секоја жена прво помислува да не влегувам во менопауза, чим има такво пореметување. Сега е поместена границата, да, во секој случај, нели? Меѓутоа 36 години има гледачката која што се јави, нека не се ни сомнева воопшто дека влегува во менопауза, да си продолжат да го планираат семејството, она што нели. Така. Меѓутоа сепак циклусот прво треба да се регулира и потоа да се оди на бременост, затоа што пациентите се понекогаш многу нестрпливи. Пример, циклусот може да биде нередовен, да тие мислат дека треба да забременат веднаш. Значи, не може, мора да се оди постапно. Так. Да имаме редовен циклус, се да се нормализира, па потоа да се оди на бременоста. Так, затоа е тука и постојана консултација и со гинеколозите, секој проблем кој што го имаат или секое прашање или пак нешто за што се двоумате. Уште едно јавување, уште еден гледач пред да го слушнеме и господинот Илчо Захариев. Добар ден, повелете. Добар ден. Добар ден. Да, ве слушаме, повелете со прашањето. Се јавувам за мојата сестра. Таа е бремена во 10-та недела. Утрово имаше мало прекрвување. Како розовка и беше крвта и сакаме да патуваме за Германија, но и кажаа дека до 12-та недела не смее да патува. И сега сакам да прашам дали може во Германија да ги направи тие испитувања што се потребни за во 12-та недела или треба да чекаме првин па потоа да патува. А и кажаа дека денеска беше се во ред, го слушнавме и срцето на бебето. Така, си беше на преглед така за да се види зашто станува спортот. Да, се слушавме утрово и заминавме на еднаш на преглед. Добро. Климатичниот гинеколог ги прима утрогестан, вагинални апчина и витамините до 12-та недела. Така. Добро, веднаш ќе го слушнете и советот. Да, значи правилно сте постапиле. При секое крварење мора да се посети гинекологот кој што ја води бременоста. Значи тој ќе види ситуацијата колку е сериозна и ќе ви препорача дали смеете да патувате. Бидејќи ако крварењето продолжи понатаму, патувањето, не знам се како дали со кола или со авион ќе биде, значи може да биде и опасно. Значи, веројатно се работи за мало крварење, ќе треба пациентката малку повеќе да мирува, одредена терапија се пропишува, значи со гестагени, со мирување. Утрогестанот, значи, бидејќи сега во моментот имате крварење, подобро земете го преку уста, перорално, кој ќе застане крварењето, после можете да продолжите вагинално. Да. Исто така С-витамин може да се земе, помага при секое крварење, меѓутоа мирувањето е најважната терапија. Прво да се смири крварењето, потоа да се планира патувањето. Така, матичниот гинеколог, оној кој што нели редовно си одат на преглед, најдобро ја знае ситуацијата и ќе им го даде советот дали може да се патува, а во поглед на прегледи и испитувања доколку веќе и одат таму, не е проблем потоа да си се продолжи нели бременоста и прегледите кои што крварењата во рана бременост се многу чести. Меѓутоа најголем дел од нив поминуваат, значи без понатамошни последици. Така.
Во продолжение, почитувани гледачи, ги слушаме советите и препораките од магистер Илчо Захариев, кој што денеска ќе зборува за благотворното дејство на хибискусот врз нашето здравје. Добар ден, почитувани гледачи. Повторно сум дел од емисијата Визита и денеска нормално ќе зборувам за мојот дел и мој мал придонес во оваа емисија како да го афирмираме користењето на фитотерапијата и како да ги користиме достигнувањата на современата фармакогнозија во утврдувањето на лековитоста на голем број на растенија и како нашите растенија да ги искористиме, како правилно да ги набереме, да ги сушиме, да ги чуваме, уште поважно, зошто се користат тие растенија, на крајот како се припремаат лекови во домашни услови. Мора да кажам дека поштовани пациенти ке мене доаѓаат позитивни чувства од сите ваши јавувања и од интересот кон оваа емисија. И верувајте дека вашата креативност, преку рецептите кои вие сами припремате и лековите кои сами ги правите, од моите искажувања, навистина се потврди дека во Македонија нашиот народ е заинтересиран за сопственото здравје, а многу е значено и битно дека здравјето мора да се негува, болестите мора да се превенираат, се со цел да има помалку болести, да живееме подолго и да живееме квалитетно. Иако да речеме болестите се природа, тие доаѓаат, напаѓаат, но и правилно треба да се лекуваат. За мене пораката до вас, почитувани пациенти, е како фармацевт и како фармаколог е да сепак лекарот е столбот на вашето здравје, треба се консултирате со вашиот лекар, тој ќе постави диагноза и секој заболување треба да го сватите сериозно, во смисол дека терапијата која ќе ја препише лекарот треба да ја примате доволно долго на начин како што е пропишана. При тоа мора да кажам дека може да користите голем број на лековити растенија. Поштовани пациенти, можеби лековитите растенија го немаат она силно фармаколошко дејство како и лековите, кои се во строго дефинирани дози, но нивната долготрајна примена дава резултати. Затоа што лековитите растенија се природен производ, подобро се поднесуваат, се најевтини, а навистина немаат и несакани реакции. Денеска ќе опишеме едно растение кое го знаете сите, не е наше растение, се култивира во одредени домови, да речеме како украсно растение. Денеска ќе зборувам за хибискус. Хибискус е афричко растение, расте во Судан, во Египет, во Сомалија, во Етиопија, Чад, во Либија. И едноставно оттаму е пренесено, да речеме, и се култивира во голем број други земји, во арабискиот, да речеме, полуостров, и тоа во Јемен, Оман, да речеме, Саудиска Арабија, потоа Ирак, Сирија. И да кажам дека хибискусот се култивира во домашни услови како украсно растение. Значи, хибискус се одликува со убави прекрасни црвени цветови. Всушност тие црвени цветови се за нас интересни, представени или повеќе годишно растение. Значи, во текот на цветањето ова растение се берат цветовите, се берат внимателно, нормално, не треба да се оштетуваат, се собираат во кошница, се сушат исклучува под сенка на проветрени места или во сушара на температура до 40 степени. Морам да кажам дека сушењето на повисока температура силно влијае на ова растение, затоа што во хибискусот не само што има многу лимонска киселина, има доста С витамин и дефинитивно ако ние го сушиме на висока температура, може да се случи С витаминот да се распадне и да се намали лековитоста. Значи, хибискусот во Република Македонија, ако го имате, да речеме, на вашата тераса, во вашиот дом, во текот на цветањето, искористете ги оние убави црвени ливчиња, наберете ги, сушете ги, може да бидат навистина одличен чај, а за неколку минути ќе слушнете зошто се користи хибискусот. Инаку кај нас се увезуваат големи количини на хибискус и мора да кажам дека тој се користи како чај сам или да речеме во тие кесици каде пишува хибискус, задолжително имате, да речеме, можеби и смелена шипка или некои други растенија. Дури да речеме, чајот од шипка има некаде околу 20 до 30% хибискус, кој му дава, да речеме, една фина, убава црвена боја, а истовремено му дава еден добар киселкаст вкус и ароматичен вкус. Значи, хибискусот како растение, неговиот хемиски состав е целосно проучен. Мора да кажем дека во ова растение нема алкалоиди, нема гликозиди, нема несакани реакции и треба да представува чај за секојдневна употреба. Значи, има некои чајови кои може да ги користите секој ден за подобрување на вашето здравје, без да има потреба да речеме некое заболување, па специјално да ги користите за тоа заболување. Содржи нормално етерно масло хибискусот, потоа содржи доста С витамин, содржи антоцијани, значи тоа се многу важни материи, таму доаѓа и црвената боја, има танини, малку стега, да кажем дека има слузни материи, јагнохидрати, рековме нешто витамини, каротини, минерални материи, органски киселини. Значи, растението има индиферентен хемиски состав, не е штетно, нека биде составен дел на вашата домашна аптека и нека биде составен дел на вашата фитотерапија. Хибискусот има една голема функција. Прво се користи во судруги чајови да го подобри нивниот вкус, но ако користите самиот хибискус, тој делува силно на имунолошкиот систем. Значи, го подобрува имунитетот, ја подобрува отпорноста во организмот. Нормално дека
Кога зборуваме за хибискусот, да речеме, еве и бременоста, мора да кажем дека тоа е еден од ретките чаеви кој е толку многу безбеден да може се користи, да речеме, од почетокот на бременоста до крајот на бременоста. Значи, С-витаминот и големата концентрација на С-витамин, лимонската киселина во хибискусот доведуваат до стимулирање на одбранбените сили во организмот, на имунолошкиот систем, се подобрува имунитетот и лицата се повеќе здрави. Се отпорни, да речеме, на сезонски вирусни заболувања, на бактериски инфекции. Ако дојде до појава, да речеме, на настика, на грип, ако пиете хибискус, полесно ќе ја поднесете болеста, но пред се неговото силно влијание на имунитетот е потврда дека тоа растение, ако се комбинира, да речеме, со шипка, со липа, со бозел, со босилок, со мајчина душица, со риген, може да даде навистина едни добри, фантастични резултати за подобрување на имунитетот и верувам дека таа особина ќе искористите. Но за мене е битно дека хибискусот е чај кој одмара, кој релаксира и кој освежува. Ако вие, почитувани пациенти, користите хибискус секој ден, вие после кратко време на неговото користење ќе се почувствувате попријатно, затоа што се подобрува циркулацијата, чајот навистина освежува, ве повратува. Така да во текот на денот, кога сте изморени, кога, да речеме, сте така поспани, кога физички сте исцрпани, еден чај од хибискус ќе ви дојде добро, затоа што верувајте дека закратко ќе се повратите и повторно ќе бидете во функција на вашите секојдневни обврски. Значи, покрај тоа што го подобрува имунитетот, истовремено, значи, делува за како еден добар биостимуланс и средство за одмарање во текот на денот. Така да, бидејќи нема кофеин, нема теобромин, нема теофилин, има значителни масни, има С-витамин, користете го секој ден кога сте изморени и верувајте дека ефектите нема да изостанат. Неговата пријатна и убава црвена боја го прави различен од сите оние други чаеви кои постојат. Од хибискусот почитувани пациенти се прават голем број на лекови, се прават и екстракти, и фармацевската индустрија го искористува. И тоа во развиените земји. Големи количини од тој чај од афричките земји се носат во западноевропските земји каде се припремаат разни лекови. Но вие во домашни услови, почитувани пациенти, од хибискусот може да направите чај. Чајот се прима како инфуз. Значи, на 300 мл врела вода ставате една супена лажица листови од хибискус. За кратко време ќе добиете прекрасна црвена боја и ќе добиете добар напиток. Треба да ви стои некаде 15 до 30 минути. Чајот може да го припремате 3 пати во текот на денот. Не смеете да го вриете. Значи, многу е битно. Листовите од хибискус се многу нежни, но С-витаминот кој се наоѓа е термолабилен, значи на високи температури се распаѓа. И од тие причини чајот од хибискус не се припрема со вриење, туку само со попарување или, како што велиме стручно фармацевтите, како инфуз. Во текот на денот може да припремите, рековме, 3 пати, а да го примете неограничено долго. Значи може да го примете со месеци секој ден, без да имате било какви несакани реакции. Доколку, да речеме, го користите за подобрување на циркулацијата, може да го промешате со каламинта. Потоа, ако користите, да речеме, за лекување на одредени стомачни заболувања, може да го помешате, да речеме, со кантерион, може да го помешате со нане, со ким, со ајдучка трева, со подабиче, со црвен кантерион. Значи, едноставно, хибискусот може да користите со други лековити растенија, затоа што ќе ја промените бојата на чајот. Интересно е ќе го промените вкусот на другите чаеви и тие се поприфатливи и многу полесно се поднесуваат. Значи, од хибискусот, почитувани пациенти, се припрема и тинктура. Тинктурата се припрема во однос 1:5, 100 грама цвети од хибискус, се ставаат во еден сат, тегла, се заливаат со 500 мл разбlažен алкохол или ракија со концентрација од 40 до 50%, вообичаено кисне 10 дена на дневно место, се промешува секој ден неколку пати, 11 ден се процедува, се користи 3 пати дневно по една кафена лажичка со малку сок, со малку вода, за подобрување, значи, на имунитетот и отпорноста на телото, и тинктурата препорачувам на сите оние граѓани и пациенти кои немаат време да припремаат чаеви. На крај да кажам, почитувани пациенти, дека хибискусот е максимално безбеден, нема несакани реакции, нема контраиндикации, може да користи за сите од најмалите деца до бремените жени, до највозрастните, и сум убеден дека неговото користење ќе подобри вашето здравје, вашата кондиција и помалку ќе доаѓа до заболувања. До наредната емисија, почитувани пациенти, моја најголема желба, сите да ми бидете живи и здрави. Му благодариме на господинот Илчо Захариев и за овие корисни и практични совети кои што не ги даде. Слушнавме и дознавме нешто повеќе за благотворното дејство на хибискусот, за подобар имунитет, за подобро здравје и за повеќе енергија на која на сите ни е и како потребна. До крајот на денешната визита само уште неколку минути, доктор Иванов, доволни да упатите порака и совет до сите трудници како овој престоен летен период најдобро и најбезбедно да го поминат. Така, значи не само до трудните, него до сите жени. Општо, да, нека биде комплетно така, точно, да. Бидејќи рековме овој период е период на зголемени патувања,
Значи, не е лошо секоја жена, секоја трудница да го посети својот гинеколог кој што ја води и се што не е јасно, значи да побара совет како да се однесува во текот на летото. Тоа е основното, најдоброто. Значи, делот, другите работи ги спомнавме во текот на емисијата, на што треба да внимаваат, значи кажавме на хигиената, на патувањата да бидат пократки, понатаму да користењето на базените, на мокрите костими за капење, сето тоа да се внимава, бидејќи сето тоа води до зголемен развој на инфекциите, дали уринарни, дали вагинални. Така да, сепак советот од својот гинеколог е најбитен. Секоја жена што осеќа потреба, да си го посети својот гинеколог пред одење на одмор, да се направи муабет, да се дадат советите и потоа да замине безбедно. Така. Младите, општо и младите девојки посебно да се грижат за сопственото здравје, за да имаат и добро репродуктивно здравје понатаму во животот. Тоа е основата. Да. Така. Да. Ви благодарам што ни бевте денеска на визита. Ви благодарам што ме поканивте и уште еднаш поздрав до сите гледачи. Така. Благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Имајте убав и пријатен ден, убав и пријатен викенд. Нова визита имаме во понеделник 10 минути до 11 часот. Довидување и останете во добро здравје.